Над 7000 граѓани од исток од заглавени во долгови станува збор за долгови направени за вода, струја, телефон и одржување на згради. Сумите се различни, но некои се движат и до неколку стотици илјади денари направени на име камати кои задолжените тешко ги враќаат. Во нивна одбрана денес станаа 3 граѓански здруженија и побараа отпис на овие долгови направени од 31 декември 2014 година па наваму, а кои според нив поради застареност воопшто и не треба да се плаќаат. На овој начин би го олеснале буџетот на граѓаните, би го забрзале платниот промет во Република Македонија, би тие луѓе, значи на кои би им било отпишано тоа за кое дури не се ни сеќава дека се должни, кои не можеле да го исполнат. Јас сум сигурна дека 90% од физичките лица немале можност да го исполнат, да ја исполнат обврската на редовно плаќање. Значи, се да го милале долговите, се зголемиле долговите, така да во овој момент тие плаќаат виртуелни или би плаќале виртуелни долгови. Здруженијата се против законското решение што го предложија неколку пратеници со кое се предвидува отпис на каматите на наплата на долговите, за кои има правосилна судска одлука или решение за извршување. Со тој закон се предвидува да се отпишат само каматите, но не и наплатувањата кон нотарите и извршителите. За разлика од тој закон, овој закон многу се разликува. Ние бевме присутни на Комисијата за финансирање и буџет на Република Македонија и укажавме уште таму дека не се согласуваме со тој закон. Тој закон овозможува тотален грабеж, значи нешто бара да се плати што апсолутно тврдиме дека не треба да се плати. Ние бараме народно кажано тие сметки да се фрлат во корпа. Од друга страна, добар дел од анкетираните штипјани не се согласуваат на отпис на долговите. На тој начин тврдат се стимулира неплаќање и нееднаквост помеѓу граѓаните. Тоа ќе биде и лоша навика, ако биде така. Нека секој си мере нозите колку што му и чергата. Ја мислам, тоа е на правило и мото кое што треба да ги води граѓаните у животот. Да стварат повеќе, да се трудат, а не да чека некој да им отпишува. Тоа не е добро. За мене не е добро. Трпе целиот финансиски систем, државата се маче да ги покрива и така натаму. Не, како ги ја плаќа, требало да си плати он. Било кој. Значи не треба да. Не треба. И да се научиме на ред еднаш. Да си платиме дома, што треба да го платиме, па после да што остане, тоа е наш. Инаку пред околу 1 месец хрватската влада им ги отпиша долговите на 150.000 хрвати, а на 6.200 целосно им ги деблокира сметките. Сите заедно биле задолжени со 185 милиони евра.